Почитувани, додека од неталентираните и подпросечни министри за финансии и информатичко општество и администрација ги очекуваме да почнат со реформите, во Република Македонија постојат закони кои не се почитуваат и грубо се прекршуваат од страна на органите на државната управа и јавните институции. Имено, согласно член 8, 9 и 13 од Законот за трансформација во редовен работен однос, институциите не смеат да ангажираат лица за извршување на физичка или интелектуална работа врз основа на договор на дело повеќе од 1% од вкупниот број на вработени на крајот од претходната година. Односно, повеќе од 3 лица во институциите во кои вкупниот број на вработени е помал од 300 лица по исклучок од членот 8 од овој закон. Институциите може да ангажираат лица надвор од утврдениот процент и со поголемо времетраење од предвиденото по претходно обезбедена согласност од Министерството за финансии. Во казнените одредби на овој закон, меѓу другото, стои и лицето кое раководи со институцијата, кое ќе ангажира лица за извршување на физичка или интелектуална работа, врз основа на договор на дело или авторски договор или друг договор со кој лицето е ангажирано за извршување работа во процент поголем од 1% од вкупниот број на вработени на крајот на претходната година, а кој нема согласност за тоа од Министерството за финансии, ќе се казни со казна затвор од 6 месеци до 3 години. Граѓаните и даночните обврзници имаат право да дознаат за вашето расипничко управување и раководење со институциите и основано и легитимно ве прашуваме. Колку лица се ангажирани во институциите со договор за дело, за кој вид на извршување на физичка или интелектуална работа се ангажирани, колку надзори се извршени и дали се утврдени неправилности во примената на закон за трансформација во редовен работен однос. Бидејќи очигледно е дека немате елементарно познавање на законите или свесно дозволувате злоупотреби, ве подсетуваме дека со договор за дело може да се ангажираат лица кои ќе извршуваат физичка или интелектуална работа само доколку истата не е предвидена во опис и попис на работните задачи на институцијата. Министерството за финансии, кое исто така, спротивно на закон, има издадено 417 согласности за незаконски годишни планови за 2018 година, не ги интересираат вработувањата во институциите, бидејќи функционерите парите за плата и придонеси ги носат од дома. Напротив, согласно закон и општо познато е дека без согласност од Министерството за финансии, односно без подпис од министерот Драган Тевдовски, не може да се реализира ниту едно вработување. Срамно и несериозно е министерот Драган Тевдовски, чуварот на државната каса, досега да не одговори конкретно на поставените прашања од претходните пресконференции и воедно да одговара за секое поединечно вработување во институциите, за кое тој лично има издадено согласност. Не ве прашуваме за профилот на вработените како што одговараат од Министерството, не бараме од министерот Драган Тевдовски да објаснува колку доктори и медицински сестри не достигале во здравството за државните пари со кои се финансираат вработувањата, прашуваме, односно од кој буџет се финансирани вработувањата, дали се планирани и како ќе им обезбеди плата во иднина. Врз основа на кој закон министерот Тевдовски правел отстапки и издавал согласности за вработувања и согласности на годишните планови за вработување за 2018 година, пробивајќи ги сите законски рокови и после изгласувањето на буџетот за 2018 година, кога сите знаат дека планирањето се врши пред изгласување на секој буџет или се работи за некој нов дански модел кој дозволува произволно и на дневна основа Драган Тевдовски да менува и троши државни пари како што сака. Граѓаните и даночните обврзници очекуваат конкретни одговори од институциите кои секојдневно ги задолжуваат и осоромашуваат. Ви благодарам.